Веќе 15 дена околу 100 жители и над 500 грла на овци и кози во поречките села Локвица и Вир во општина Македонски Брод се без вода. Жителите крајно револтирани велат дека е срамота на 45 степени. Општината цели 2 недели да ги остави без основното средство за екзистенција. Сега вода земаат од селските бунари кои се со мала издашност и чија вода не знаа дали воопшто е исправна за пиење. Бунарите не отворени никој пат. 40 години не сме ги користиле, сега вадиме вода која што сите пуштаме разни кофи, кантичини, едно друго. Колку е хигиенски, колку е, кој знае што може да можеме некоја зараза да добиеме со. Велат дека проблемите се појавиле кога се изградила мини хидроцентралата на нивниот извор за вода, кој што се наоѓа кај соседното село Крапа. Овие луѓе тврдат дека изворот нема доволно вода и за хидроцентралата и за нив. Изворот да ни го вратат нас, да го дотерат во првобитната положба. Тогаш ќе имаме вода. Тие сега заради некој поединец таму горе, ако има некој негов економски интерес, да ги загрози сите овие граѓани овде. Мислам дека е тоа нечестна работа. Мака мачат и со водата за стоката која што ја носат со цистерни од соседните села оддалечени со километри. Жалосно, во 21 век некој да се обогатува и да гази преку живи луѓе. Дојде внука, ами нема вода да се избања, си се врати во Скопје. Лани беше овдека полно деца. Годинава едно младо нема дете. Чувам стока 150 глави овци, се мачиме со вода, немаме, од бунари носиме. Кој ќе ми донакнади ова за јадење за зимава? Градоначалникот Брод да го барам да ми донеси со камион. Градоначалникот на Македонски Брод Живко Силјановски само кратко одговори дека бил запознат со проблемот и се правело се тој да се реши, но без да прецизира кога. Кирил Палески, пак директор на Actual Energy Group, фирмата која што стопанисува со хидроцентралата, вели дека таа поради жешкото време не работела веќе 15 дена и целата вода од изворот одела кон селото. Исто така, тој тврди дека сега дефектот бил во водоводот поради неговата старост од 40 години. Жителите пак бараат итна реакција на повисоките државни органи.